Дистрикт, Цивил прес студио, интервју на Зоран Иванов со Арбен Зекири. Се уште го нема на Википедија, но добро млад е. Морам да признам дека е портпарол на политичката партија Алијанса за албанците. Јас тоа не го знаев, го поканив во Дистрикт како колега, одличен новинар и уште подобар политички аналитичар, но еве сега малку јас ке се трансформирам во тек на разговорот, а и него ќе го натерам повеќе да размислува и да одговара политички отколку новинарско-аналитички. Реков, го нема на Википедија, млад е, ќе го има секако. Ќе бидете и министер, можеби, па тогаш влеговте во политиката. Какви се првите чекори во политиката? Прво ви благодарам за можноста од нова позиција да се обратам на јавноста преку професијата која ми е, да кажам, прва и најголема љубов, новинарството. Така, лично честитки ви посакувам личен успех. Ви благодарам. За партијата секако ќе решат гласачите. Да, но и во партија влегов чувајќи ја професијата. Повеќе од професионален аспект, од што политички аспект. Предизвик? Да, предизвик голем, но околу тоа дали ќе бидам министер или нешто друго, повеќе целта ми беше професионално да ја продолжам работата и во партијата, да придонесам од внатре во партија, па во целата политичка сцена, да се поправат некои работи на оваа сфера, во овој професионален аспект и обратно. Арбен Зекири е посакуван соговорник, директен, конкретен, динамичен, ете и покрај тоа, и покрај овие атрибути, негови особини е денеска тука со мене во Дистрикт. Бев и јас малку портпарол, додуше не во партија, во држава, ама никој не ми понуди некоја функција. Ова портпарол претпоставуваме ценето место во самата партија, бидејќи е дневна, минутна комуникација со јавноста, а на секоја политичка партија, поготово кога е во опозиција, нели, кога е во опозиција на опозиција, јавноста е многу важна. Како функционира Арбен Зекири и се соочувате на брзина со многу гужви, локални избори, подготовки, постлокални прегласувања? Прво да ве коригирам, не сум официјално портпарол, туку раководител на секторот за односи со јавноста и информирање. Ова го потенцирам поради фактот и дека не се појавувам често на пресконференции и изјави, затоа имаме други портпароли во партијата. Кога не може да ги добијат шефовите партиски, да, контактот, јас сум прв контакт. Прв контакт сум со новинарите, медиумите, со ценетите колеги, со кои се уште имам односи. Обично ценети се додека е партијата во опозиција. Доаѓа ароганцијата со власта од новинарско искуство прашувам. Тоа што го реков на почеток, се надевам, тоа нема да се случи барем кај мене, а ќе се обидам и ќе се борам да се поправи таа перцепција или таа традиција, која не е само перцепција, туку реално била во политичката сцена кај нас. Мојот сон или мојата желба е никогаш да нема таква ароганција во однос на политички партии и медиуми, имајќи предвид пред се и над се важноста или важната улога која ја имат и политичките партии и медиумите во општеството воопшто. Тоа ми беше главниот предизвик и таа ќе ми биде единствената намера или цел да ја постигнам во мојата работа. Околу вашето прашање, дали беше тешко? Навистина беше тешко, бидејќи од работа каде што имав односи со една продукцијска куќа, еден медиум, две медиуми, одеднаш доаѓа во позиција кога имав со 10 ограноци на партијата, 100 партиски функционери од друга страна, 100 новинари. И плюс во однос на јавноста сте од другата страна на барикадата. И плюс од другата страна, неретко бев во ситуации каде што се чувствував као новинар, ми реагираше тој новинарски сенс и нерв, а од друга страна моја одговорност е нормално да ги заштитам интересите на партијата и да објавам
тоа што партијата цени дека е важно да се објави во моментот, а никако да криеме или да лажеме. Добро, сега каков став имате кон себе самиот, го напуштате новинарството, се посветувате полека на политиката, така почна и Черчил, но тој малку порано од вас го има напуштено новинарството. Моја желба е да ја чувам професијата во политика, новинарството во политика, односот со јавноста и тука да инвестирам и во етичките стандарди, во етичките стандарди и во самата партија и во политичката сцена воопшто, но и во себе си. Многу би бил задоволен да градам професионална кариера во политичката сцена во овој сектор за односи со јавноста, со информирање, од што да имам некоја друга позиција каде што не би се чувствувал удобно или не би бил успешен. Некои работи се учат и во политиката со време, веројатно. Ајде за пошироката јавност со неколку реченици, кој е всушност Арбен Зекири, од каде порасна, каде учеше, каде заврши? Да, за оние што не ме познават. Јас сум од Тетово, живеам во населба Теќе, етнички мешана населба, што премногу ми помогна, имајќи предвид во каква околина сум пораснал, во какво општество, поляризирано, тензично, тоа многу ми помага, освен тоа семејната едукација, семејните вредности кои ги имавме од порано, но и околината ми помогна премногу да се прилагодам на тоа што треба да ни биде цел на сите. Тој соживот и таа соработка успеав да се запознам со вредностите на различностите и да унапредам по тој пат и во професионална кариера и како човек пред се. Основно и средно сум учил во Тетово, сега сум на последна година на универзитетски студии по новинарство. Прекинав студии, првиот пат прекинав кога почнав да работам од пракса као новинар. Да, новинарската практика и своевидна школа и без формално училиште. Да, и се откажав од факултетот, имајќи желба повеќе да се концентрирам на практичниот аспект во новинарството. Тој страв дека ако се оддалечам од медиуми, не знам дали би можел да се вратам во тие младински години, кога се надевав дека факултетот може да почека, но работата не може да почека, ајде да ја научам побрзо и така направив една пауза. Дека не сте Зекири заглавиле длабоко во политиката, да ве прашам, може би малку наивно, верувате ли во едно општество за сите? Спомнавте дека сте растели и живеете во мултиетничка средина и кога секој од нас ќе каже, ќе го нагласи тој факт дека растел во мултиетничка средина, што тоа значи? Ќе можеме ли некогаш, верувате ли вие дека некогаш може политиката конечно да не ослободи од тоа мултиетничноста, да ја нагласуваме како нешто вредност или како некаква минус некогаш може би? Од таму е моето прашање кога влегувате во политика, зашто се залага Арбен Зекири? Јас и пред да влегувам во политика и кога влегував и секогаш не само што се залагам или не само што верувам, туку работам на тоа дека постои општество, додека постои свет за сите, мора да постои кај нас општество за сите, држава за сите, град за сите. Неголемата грешка ние ја правиме кога чекаме политиката да не ослободи. Од политиката не треба да се очекува. Јас мислам дека политиката треба општеството или граѓаните или влијателните луѓе барем во општеството да потикнат такви промени, да вршат таков притисок и врз политиката. Не да се награди политиката која игра или манипулира со меѓуетничките односи, туку да се казни една таква политика за и таа политика, и тие политичари, и тие партии да ја добијат пораката дека граѓаните не го прифаќат. Значи, поинаку кажано, граѓаните да го извршат притисокот врз политичките партии, конечно да изчекорат од етничките рови, каде што главно ги црпат, или барем до сега ги црпеа гласовите. Но еве се случи некоја појава во Македонија. Се граѓанилизира ли Македонија од таа етнизација рововска, па и партиска,
можеби со примерот на мултиетничките партиски коалиции. Како оценувате тој тренд? Тој тренд прво се крши мразот. Се надминуваат некои табуа. Дали го поддржувате тој тренд? Тоа е прашањето. Јас мислам дека има многу забелешки на начинот на кој се прави. Јас жалам премногу пазарџиски е. Премногу пазарџиски и мислам дека повеќе се злоупотребува општеството за сите, отколку што искрено се работи на тоа. Повеќе тоа мирување или тој граѓански концепт сака да се материализира од политичките партии како нов тренд или нешто убаво што на сите би им се допаднало. И ова е најопасно. Ако успеат политичките партии да ги разочарат граѓаните и од овој концепт, тогаш последиците ќе бидат многу пострашни. Јас мислам дека општеството за сите или помирувањето или граѓанскиот концепт треба најодговорно да се преземе од влијателни луѓе од академија, од медиуми и од невладиниот сектор и тоа да им се сервира на политичките партии. Наместо идеите во таа насока да доаѓаат од политичките партии да бидат принудени да ги материализираат во името на да бидат принудени да ги почитуваат прво. Принудени во наводници. Принудени, буквално принудени треба да бидат политичките партии да добијат порака дека мора да ги следат таквите трендови, а не политичките партии да бидат креатори, не дека не им припаѓа на политичките партии. Реално тие би биле неодговорни да ги направат тие промени. Но имајќи предвид каде живееме во овој балкански менталитет, каде што све што се злоупотребува, јас стравувам дека и ова може да се злоупотреби, а и се докажа дека се злоупотреби до некаде. Зекири, од толку политички партии, зошто токму во Алијансата за албанците? Јас и како новинар, кој сум бил и во мојот ангажман во цивилниот сектор, па и као човек секогаш сум ценел дека криминалот е главниот фактор или главниот виновник за секоја друга последица која продолжува понатаму. Чекайте малку да ми биде јасно и на гледачите. Го вметнавте терминот криминалот. На што целите? Криминалот во раководење на институции, политичките партии, на политичарите. Во Алијансата за албанците... во партија која не е исфлекана со криминал, тоа сака да кажете? Тоа сакав да кажам дека... Но добро, ако јас сега ви возвратам па дека таа партија во која сте сега и немала можеби многу можност да биде извлекана, бидејќи не било долго на власт. Без разлика на причината, резултатот не е криминализирана. И јас сакав да помагам да продолжи да не биде криминализирана, имајќи предвид моето убедување дека доколку таа партија се криминализира, јас не само што не би продолжил да придонесам таму, туку и ќе се борам против таа партија, ако продолжува по стариот пат. Други причини се и довербата кај раководството, председателот Зјадин Селјап, секретарот Арбен Таравари и други личности во партијата кои долги години обстанале со таа партија, имале можности да бидат во власт и беа малку, беа на власт и заради некои принципи, принципиелни причини излегоа од власт, имале прилика. Алијансата со албанците раководеше со три општини и во трите општини немаше некој корумпиран скандал. Излегоа без афери? Излегоа без афери, го продолжија мандатот и реално видов искрени луѓе, честни луѓе и мислев дека таму има надеж да се продолжи таа честност и дури да се принудат и другите партии да го следат. Сега, што туку завршија локалните, мора да констатираме дека ДУИ е сепак како политичка партија, условно да речеме тој термин, јас не го посакувам бидејќи е многу сегментарен, посебно кога станува збор за локални избори, сепак е на некој начин генерален победник, пак ќе етнизира малку против своја волја меѓу албанскиот електорат. Не успеа Алијансата, па и другите две политички партии, и БЕСА и Алтернатива малку да се приближат. Значи, три партии према една, таа една се уште доминантна. Но јас ве прашувам тоа од аспект, бидејќи бевте, претпоставам, многу често на терен, во многу населени места, имавте контакт со многу луѓе, што велат луѓето?
Ако ги анализираме подобро резултатите од претходните избори, па и последните, не може да се цени дека Дуи е генерален победник во тој албански електорат. Ние имавме случаи кога и во 2016 Дуи падна за 10 пратеници, за 50%, па изгуби голем дел од општини. И на последните локални избори Дуи е губитник во Полошкиот регион, кај што е концентриран најголемиот дел од албанското население, албанските гласови, од кај што излегува најголемиот број на пратеници албанци во таа 6-та изборна единица. И на терен, и според бројките се гледа дека има револт против Дуи. Но Дуи победува... Мисли дека е јавноста воопшто, поготово албанскиот дел презаситена од Дуи? Да, има преголемо незадоволство, но постои од друга страна две негативни појави. Прво, убедувањето дека Дуи има алатки и победува секогаш, колку и вие да се борите. Ова е една перцепција која е инсталирана. Алатките се депонирани во власта, така? Власта и злоупотреба на власта, многу пари и плюс поддршка, секогаш од коалицијскиот партнер. И нормално се додека постои таква злоупотреба на власта. Само ве молам на чисто, Зекири, од коалицијскиот партнер, од кој актуелниот сега од СДСМ? Порано беше од ВМРО, сега од СДСМ. Умее Дуи фино да лавира меѓу партиите кои ја држат на власт? Умее, но како умее и како го постигнува тоа? Ние знаеме најголемото разочарување, дури денеска и се да само плати цена за тоа. Во 2016 сите чекавме, јас како новинар, дури некогаш и ги надминав тие етички граници и линии. Малку навијачки беше. Навијачки за промена на власта, за да се симне диктаторот Никола Груевски, да се симне тој режим кој што беше во тоа време. Но од 2017 наваму видовме една силна поддршка на СДСМ кон Дуи. Прво беше на локалните избори, кај што лично премиерот Зоран Заев повикуваше за да се гласат градоначалници на Дуи за кои самиот тврдеше дека се криминалци, се мешани во криминал. Имаше ли СДСМ избор за да може да ја задржи власта? Имаше ли алтернатива освен Дуи? Јас мислам дека СДСМ да не го направеше тоа во 2017 ќе добиеше уште поголема поддршка кај албанскиот електорат, затоа што во 2016 СДСМ доби гласови од албанското население као револт и против Груевски и против Дуи. Сега не е Груевски, е само Дуи. И кога губи СДСМ кај албанските населени места, тоа е значи чиста казна за тоа што го поддржува Дуи. Ние видовме многу контрадикторни, се уште ни се свежи изјавите на Зоран Заев дека и делот на Дуи во власта е криминализиране за пусти пари, пуста власт, е избегано ова општество. Добро, во политичкиот избори се каже, но резултатите на изборите ве принудуваат можеби нешто друго да правите. Не, принудено беше тоа во 2016 да се прави таа владина коалиција која што мораше за да падне тогашниот премиер, но во 2017 не бил принуден. Со таков рейтинг на СДСМ, кога што може да бира... Ако тоа ве разбирам, од тој режим се уште сме во режим. На некој начин? Уште пострашно. Таа половина од стариот режим не само што успеа да преживее со помошта на Зоран Заев и на СДСМ, туку успеа да ги зарази СДСМ со тој криминал, со тој режимски менталитет. Кога зборуваме за криминал, гледам, завршија изборите, гледам и по дебатниве емисии по телевизиите и така натаму, опозицијата секогаш обвинува за криминал, кога власта ќе биде во опозиција, таа обвинува за криминал, а никој за тој криминал не оди во затвор, ниту во јавно обвинителство, нуди нешто. Што значи кој ќе кажеме криминал? Печаток правиме во јавноста за гласови или навистина има криминал? И зошто институциите не се вршат работа? Во бомбите слушавме каков криминал се направи со прислушкуваните разговори. Од времето на тој режим тогаш. На тој режим, а за жал истите актери од тој режим, барем во делот на Дуи, ги имаме во главните места. Пациентот
денеска ни води дипломатија. Главниот осомничен за една од најтешките дела ни води дипломатија. Градоначалниците кои што биле директно посочени, едниот како дава обвинители, Блерин Беџети, кој што нуди пазарува со Јанкуловска, со Мијалков. Јавноста го памети тоа. Обвинители, суди, истиот се подржува како градоначалник и станува најдобар партнер на СДСМ и на оваа власт. Тргнувајќи од овие ваши констатации и во интерес на времето секако, ова што се случуваше околу борбата за ново мнозинство за паѓање на оваа власт, беше борба да падне Зоран Заев или да падне Али Ахмети? Нормално, главната цел е да падне Дуи, начело со Али Ахмети, бидејќи како конкурент на албанските партии не, или воопшто за добро на воопшто држава? како последна диктатура во Балканот. Добро, но ајде да посетиме еден факт. Не, единствената партија која владее 20 години, а после секој изборен циклус гледаме скандалозни докази за тоа како владее. Добро. Мене ми е работа, јас сум имавме Титаник 1, 2, 3 и плюс прислушувани разговори кај што видовме како победуваат реално. Ке ме осуди дел од јавноста Армен Зекири ако не прашам сега, но впечатокот се уште е веројатно и после тие 20 години како што вие велите е факт на власт или 18 се едно со мал прекин, дека дуи е таа политичка партија, па и кај македонците претпоставам повеќе така се доживува, која направи најмногу за албанците во земјата. Го делите ли тоа мислење вие во партијата или еве меѓу електоратот, дел од албанскиот електорат? Зависи што се цени тоа што направи најмногу. Денеска Тетово нема вода за пиење. Да почнеме од најелементарните. Сега не може да ми продава некој голем патриотизам ако немаме на 21 век под шара во еден град кај што гинат луѓе од поплава. Имавме 2 поплави со жртви од толку многу вода, а Тетово нема вода за пиење. Да не продолжиме понатаму со тие етнички постигнувања со кои се фали Дуи. Ние памтиме, например, 3-4 години со некои етнички теми на кои се појавува во јавноста дека ги постигнале, но не ги направиле ни тие како што треба. Најбанален пример е именувањето на основните училишта во Чаир, кои сега имаат и правна разрешница, но видовме како во свидетелства користат стари имиња на училиштата, а тромбетираше Дуи дека поставила нови таблици во училиштата, нови имиња, со што само кампања водеше, а не дека постигнуваше нешто. И крајниот резултат на тоа што Дуи направи за албанците е над 200 или 300 илјади наши сограѓани кои се иселија од земјата. И македонци, и турци, и власи се иселија многу од младите. Ајде тука да пресечам малку и да ве прашам, бидејќи веќе сте представник на политиката и на конкретната политичка партија. Алијанса за албанците ќе се раздужи од алтернатива? Заврши тој договор со алтернатива во тие 2 изборни циклуса? Веќе немаат хипотека една кон друга оврска за да бидат заедно или дружбата трае? Со жалење на ова прашање не можам да ви дадам некој точен или конечен одговор, бидејќи до моментот кога се снима нема нешто нов моментум во тие односи. Последното што го знаме дека продолжува соработката, продолжува заедништвото на заедништвото и све друго е така, само во овој контекст второто прашање би било какви се сигналите, знам дека немате можеби конкретен одговор. Алијанса ќе влезе во коалиција за оваа влада или ќе се оди по секоја цена на нови избори сепак? Едно е сигурно, Алијанса за албанците нема да биде дел од оваа влада, каде што припаѓа Дуи, а веќе и заразеното СДСМ од криминал. Можно ли е ново мнозинство со СДСМ и Алијанса и алтернатива без Дуи и без евентуално, вака малку да фантазираме во политиката? Ова варијанта дури ни не е спомнет.
Да, а можно ли е множинство со ВМРО ДПМН, ново мнозинство, ако не се случеше гаф или среќа или несреќа за некого, со пратеникот кој, не знам, вие може би ќе ми дадете друг термин, во наводници ги ставаме двата, го купија или го исплашија, се едно. Можно ли е сепак мнозинство или сепак ќе се оди на нови парламентарни? Што цените вие? Тоа ќе зависи и од другите политички партии, особено помалите партии, кои сепак ќе бидат одлучувачки фактор на која страна ќе сакат да продолжат или да преминат. Понудата е многу искрена, отворена. Ние спомнавме една од причините за кои баравме ново мнозинство и нова влада, не дека избегавме од избори, но сакавме избори кои нема да бидат организирани од ДУИ. Најголем доказ на тоа, јас често пати го спомнувам. Имаме времето кога во 2016 година ВМРО со Никола Груевски победуваше убедливо, па на 17 година видовме како поминаа на локални избори. И тоа е најголем доказ дали тој режим тогаш победуваше искрено или крадеше, манипулираше и правеше и ги користеше тие државни апарати кои денеска ги искористува ДУИ. Па тоа ние им понудивме. Да сакаме дали ДУИ ќе може од опозиција да победи на избори како што победува денеска. Да, но веќе видовме во овие 18 на 20 години дека нема стабилен парламент и стабилно мнозинство без ДУИ како мнозинство во парламент. Верувате ли вие како конкурентска партија на ДУИ заедно со другите партии дека можете да го кутнете со помош, се разбира, на гласачите ДУИ од вас, кога не успеавте со создавање на ново мнозинство? Видите, и не е толку зачудувачки да не успееме кога тоа се прави со пратеници, со политичари. Да збориме малку од Добро, што се случи со подписот на колегата пратеник? Што се случи? Не треба преголема анализа. Тој вчера сам даде во негова интервју и дел од одговорот. Рече дека јас не сакав да гласам, но не им најавив за да не најдат замена за мене. Што мислите вие и како новинар и како аналитичар, не само како сега представник од политичка партија? Странските фактори или некој странски центар одигра некаква улога тука? Ние сме виделе случај кога странскиот фактор бил против некој процес во земјата, тие дури јавно кажале. Памтиме времето кога странскиот фактор кажуваше дека тој режим треба да падне, дека не може да продолжи, дека има криминал, дека е против западен, антизападен, антиевропски. Може ли да биде некое наше политичко подземје, пак во наводници ги прашувам? Тоа е повеќе од сигурно. Политичко подземје, јас дури сум убеден дека подземјето владее кај нас. А зошто да не му веруваме на човекот дека навистина во оваа опција сепак се предомислил и гледа дека е попосветена на евроинтеграцијата? Не ни даде одговор што беше тоа што го натера да смени мислење во разлика од 3-4 дена. Зашто даде воопшто подпис? Може би во неговата биографија ќе го читаме. Зашто даде воопшто подпис за нешто што не верува и не... Знаете, вие порно од мене... Еден пратеник кој како што он тврди дека е со САД, со Европска Унија, од друга страна со власта, нема логика да се плаши од опозиција. Какви се контактите на Алијансата и на Алтернатива сега со БЕСА како опозиција? Може ли сега да констатира македонската јавност дека 3 партии на албанците во Македонија се во опозиција наспроти ДУИ? Моментално и на вториот круг на локалните избори така и беше реално. Со наша помош БЕСА победи во Тетово, иста помош од страна на БЕСА ни беше пружена и во Гостивар, и во Врапчиште, кај што победивме, и во другите општини кај што бевме многу близко до победата, како што беше и случајот во Дебар, кај што 2 пати победивме и на третиот пат таа режимска машинерија го направи своето и ДУИ успеа за 2 недели да убеди 400 гласачи кои што не успеал да ги убеди за 4 години мандат, барем на последниот мандат, а да не збориме за 16
Добро, може би им тропнаме на врата владење. со пакетче пропаганден материјал, пенкало и запалка, нели? Мислите тоа недостасувал на првиот круг? Се шегувам малку. Можно ли е Други пакетчиња може би било така? прашање. Знам дека нема да одговорите, бидејќи ги немате и вие до крај информациите од раководството на двете, трите, нели, клучни политички партии, каде што се концентрирани албанските гласови, албанскиот електорат. Можно ли е алтернатива да ја поддржи оваа власт? Може би тоа одговара и повеќе и за Алијансата, и за ВМРО ДПМН, и за сите во опозицијата, за да земат здив, за да се подготват подобро за нови избори. Нели е прерано ако изборите се направат од сега за 3 месеци, или треба да остане оваа влада? Што вие како капацитет мислите? Видите, гледано партиски, може би не е многу краток периодот, па би ни требало, како што тврдите, време за реорганизација. А од друга страна... Не тврдам, јас само прашувам. Да, што прашувате. А од друга страна, и 3 месеци да бидат, да продолжи оваа власт, ова е најлошото што може да се случи на ова општество. Оправдувањето за 14 декември за добивање датум за преговори, тоа е најнелогичното алиби до сега, бидејќи датумот не се додели на власта или за некои постигнувања на државата и на системот, дали е спремен може ли да да добие предпоставиме, ги правите ли тие анализи, предпоставувам го пулсирате ова на пулсот на граѓаните на теренот, поготово вие кои сте постојано меѓу нив, да има за 3 месеци според сите уставни рокови, еве да кажеме во април, не знам, крај на март, април, парламентарни избори. Може ли да го совладате Дуи? Наш услов, и од тоа не бегаме, барем сега за сега е дека не може да има избори кои што би ги организирале СДСМ и Дуи. Добро, но како се врза Алијансата, па е и алтернатива, и нив би ги прашал прва можност, со ВМРО ДПМН, партија која се уште нивните советници не подпишуваат за Северна, вие, вашите две партии, ужасно се залагаат да се реши проблемот со Грција, за да стане Македонија членка на НАТО и НАТО. Каде го наоѓате тука легитимитетот партиски во овој тип на коалиција, или таа е само времен проект за да се сруши оваа влада, за да се создаде можност за нова политичка опција? Јас сум повеќе од убеден, па и сите во партија сме, дека Преспанскиот договор е неповратлив. А тоа го кажал и Христијан Мицковски, председателот на ВМРО ДПМН, кој што цени дека ние ќе сакаме да го смениме, но се додека не е сменето името, мора да го почитуваме овој договор и уставното име. Тоа го каже и Бајден, ако се сеќавате. За да се смени уставното име, им требаат 80 гласа. Ако не ги добијат, а и тоа не може, 120 имаат, неке може да го сменат, затоа што тоа е прашање практично, сакам да го анализираме практично. Ако ние сме против, и другите партии се против. Но Зекири, моето прашање е, вие сега влегувате во коалиција со луѓе кои тогаш не се искрени, кои знаат дека не може да се промени нешто, а се налепуваат гласачи токму на тоа, на емоциите на луѓето, на нешто што воопшто не може да се оствари. Бидејќи тоа не е прашање веќе само меѓу Македонија и Грција, тоа е прашање за Совет за безбедност. Тоа е малку комплицирана. Дали се искрени може да се цени ако би добило 80 пратеници, тогаш да видиме дали се толку храбри и искрени на тоа што го тврдат. Но јас гледам искреност во тоа. Видете, искрено е некој да не го сака новото име, искрено е некој да не се согласува со еден политички процес, но од друга страна, искреноста ја гледам и во тоа што тврди дека ќе го почитува се додека не се примени. Ние не би направиле коалиција со некој што би отишол до тој екстрем да каже дека иако имаме ново уставно име, нема да го почитуваме. А тоа што го прават советниците по општините, ние знаеме се најобично да го анализираме. Поднослив театар? Да. Колку може да има влијание советот, еден градски совет, општински совет во аспект на интеграција меѓу соседни. Има влијание во едукација на општеството и во подготовка на честноста на политиката кон гласачите. Па тие советници за тоа ќе добијат и пораката, казната, која на крај ќе испаднат дека не биле искрени или ризикувале да манипулираат со нешто
što ne bi trebalo da go napravат. No, ko aнализираме една активност или една одлука на некои советници, што е погрешно според нас, да не се почитува уставното име, со другата опасност која постои, криминалот и корупцијата во централната власт. Да. Не може да кажеме, не одиме ние сега со ВМРО, нема да ја симнеме ова корумпирана власт, затоа што некои советници таму не го почитуваат државното. Бидејќи бонусот од времето, дури и тој не истече, прашање за крај, можна ли е коалиција на Алијанса за албанците со СДСМ без Заев? А што би променил ако само Заев? И без Дуи? Што би променил само ако Заев заминува и останува Оливер Спасовски, кој што подржува криминал во населените места? Значи, ставот на Алијанса дека цврсто се врзува со ВМРО ДПМН, можна е предизборна коалиција за евентуални предвремени парламентарни? Ниту се анализира, ниту се спомнува. Ние имаме јасен став за тоа, сакаме како партија или барем како актуелна коалиција со алтернатива да ги победиме Дуи на избори и ќе ги победиме на избори, а за тоа за меѓуетничка коалиција треба да се променат многу повеќе работи за да се и за самиот крај. Што е сега, што прогнозирате вие, кој е епилогот? Ова со мнозинството не успеа. Ќе продолжи ли да се крпи оваа влада? Функционира ли системот или сепак што е нужно? Кој е нужен чекор кој ќе биде најдобар за сите, мислам на граѓаните на државата? Ова влада дефинитивно не може да продолжи. Дури и да најдат двајца пратеници, да стигнат пак да се вратат на 62. Ние видовме какви се одлуки донесоа. Моја лична проценка е дека ова влада може до 14 декември да продолжи на самитот на ЕУ, кај што каков и да биде епилогот, ја посакувам да добиеме датум, сепак тоа нема да го покрие целото незадоволство во нашето општество за други теми. Ќе добиеме датум, ќе треба да почнеме преговори, но тоа нема да биде утеа за граѓаните, да кажеме ви опростиме за целиот криминал. Пластично за на сите да ни биде јасно, заклучувам, ако се случеше промена на власта преку собраниската инсталација, опозицијата да добиеше мнозинство, како ќе функционираше парламентот, доколку и власта поранешна како опозиција се однесува како сегашната опозиција према власта. Пак повторно ќе беше парламентот блокиран. Значи сепак кој е излезот? Ние ќе организиравме избори, но тие избори немаше да бидат организирани од СДСМ и ДУИ. Зарем за тоа ние ја баравме власта. Приоритет ќе беше да се завршат некои работи, некои промени. Да се земе власта во собранието за да се дојде до буџетот и да се организираат избори од таа позиција? Не до буџетот, да се прекинат некои криминални активности во власта и да се оди на фер избори. Очигледно сме во политичка криза по долг период. Веројатно расплетот кој да дојде и да ја води владата во овој период, ако нешто се случи предвидено или непредвидено, за некого предвидено, за некого непредвидено, ние сме блокирана држава политички. Излезот веројатно е во нови избори. Тој можен ли има ли диалог меѓу политичките партии или сепак ќе мора да се најде сили преку председателот на државата, се најде некакво пржино, некаков договор за подготовка за наредните избори, во кој ќе ги подготвуваат на некој начин и тие што сега се незадоволни од овие што би ги подготвувале. Значи, предвид одговорноста и позицијата на председателот на државата, мислам дека на него му припаѓа да иницира таква средба. Но треба да има и политичка волја да прифатат, бидејќи тоа не е уставна категорија. Волја барем кај нас има за да се најде решение како да се излезе од тоа. Но решението не може да биде пак некоја манипулација или само да се смириме, последиците на таа смира да продолжи по исто така. Цивил, Дистрикт, през студио, Армен Зекири, ви благодарам. Благодарам и вас за можноста.